И денеска ќе зборувам на одредена тема, но ќе ја најавам со една шега. Шегата зборува за, како и во сите други вицеви, Мујо кој што бил фатен од непријателската војска и го стават во соба за мачење и го терат да каже кој е неговиот командант, кој е неговиот водач. Го прашува цело време, кажи ни го името, кажи ни кој е командантот, кажи ни кој е тој што ве води. Но Мујо цело време само молчи, никако да каже. Излегуваат на крајот и двајцата војници што го мачеле и во ходникот си разговарат. Погледни каква лојалност, невидена лојалност, го мачиме со се, го сечеме со нож, му пуштаме струја, упорно бараме, кажи ни го името, кажи ни го името. Не кажува и не кажува, спремен е животот да си го даде за својот водач, но останува лојален до крај. А додека тие се воодушевуваат, Мујо внатре во собата за мачење се и удира главата од зид и вели: сети се, Мујо, сети се, сети се. Мујо го заборавил името на својот водач. Но не знам дали ќе претпоставите од шегата, темата за која што сакам да зборувам е лојалност. Лојалноста како особина, како доблест. Има повеќе особини или доблести на кои што можеме да се воодушевуваме. Можеме да зборуваме за понизноста, ако исклучиме љубовта како доблест над сите, има многу други прекрасни особини. Можеме да зборуваме за дарежливоста, за љубезноста, но верувајте мене, лојалноста, не знам за вас, мене оваа особина ми е една од најумилените. И веројатно сите ние како луѓе најмногу се повредуваме, најмногу не боли, кога нема да е препознаеме лојалноста во нашите пријатели, кога нема да ја најдеме неја таму. И тоа најмногу не боли. Очекуваме лојалност кај оние што ги сакаме, што ни се блиски пријатели, во кои што и ние вложуваме. Синоними за лојалност би биле приврзаност, верност, постојаност, пожртвуваност. Тоа се нештата кои што ја градат лојалноста, кои што очекуваме да ги видиме. И случајно или не, има во Америка еден случај, на гробиштата во Америка има еден споменик за куче кое што било толку лојално на својот господар, што и после смртта на господарот, откако тој бил погребан, кучето останало покрај гробот до крај, додека и самото тоа не починало. И на гробот го пишува тоа нешто и се одбележува како знак на лојалност на ова куче. Но се поставува прашањето зошто кога зборуваме за лојалност, често пати кучето е пример за лојалност, а не човекот. Може би затоа што кучето не гледа во човекот на негова позиција. Кучето не бара дали човекот е богат или не бара титула. Додека ние ги бараме овие нешта и често пати бараме интерес во човекот и од тоа зависи нашата лојалност. Но кога зборуваме за лојалноста, ќе се согласиме сите ние како христијани дека најголем пример за лојалност е нашиот Господ Исус. Ако читаме изјавите што Исус ги има кажано, во Матеј 28 глава вели: јас ви ветувам дека секојдневно ќе бидам со вас се до свршетокот на светот. Ова е дефиниција за лојалноста. Ќе бидам до крај и нема да ве напуштам. И кога ние ги читам овие стихови, нели ни го полнат срцето? Мило ни е да знаеме дека има некој кој што никогаш нема да ме остави, дури кога ми е најтешко, дури кога ќе ја збркам работата, дури кога не сум најдобриот. Тој вели: ќе бидам секогаш со вас до крајот на светот. Читаме во Јован, вели: никој нема поголема љубов од оваа, да го положи сопствениот живот за своите пријатели. Понатаму во Филипјаните вели: Исус се откажа од неговиот престол, од тоа што беше еднаков со Отецот, стана слуга, се роди во човечко тело, живееше како човек, се понижи и остана покорен по цена на својот живот и умре распнат на крст. И ние знаеме дека тоа го направи за нас. Се тоа се атрибутите на лојалноста, можеби практичните, видливите плодови на лојалноста. И ако Исус е најголемиот пријател за лојалност, особено кон нас, тогаш нашата најголема лојалност ние му ја должиме нему. Она
за кое што Исус го направи за нас, веројатно треба во секој еден од нас да предизвика исто така обратно лојалност. Затоа читаме во Марко 8 глава, вели тој што сака да стане мој следбеник треба да се откаже од своите себични амбиции, да си го понесе својот крст и да тргне по моите стапки. Зашто секој кој што сака да си го запази животот, само за себе ќе го загуби, а кој ми го посвети мене и на Евангелието ќе го зачува. Исус беше најголемиот пријател на лојалност, но Исус истата таа лојалност ја очекува од мене и од тебе. И тоа лојалност 100%. Лојалност во која што тој вели, кој не се откаже од се и не ме следи мене, не е достоен да биде ученик. Кој не е спремен дури и животот свој да го загуби заради мене, не е спремен да биде мој ученик. Ете, таква лојалност очекува Исус од нас. И кога денеска зборувам за лојалноста, јас сакам лојалноста да ја погледнеме во повеќе аспекти. Правенствено нашата лојалност кон нашиот Господ, но кога зборуваме за лојалност тука, мораме да спомнеме дека нашата лојалност ја покажуваме и кон нашата црква, кон нашите браќа и сестри, кон нашите пријатели, оние со кои што сме блиски, бидејќи ние очекуваме од пријателите лојалност и ние треба да дадеме една таква лојалност. Оние од вас кои што сте запознати со Кралски извидници, една христијанска организација за млади, таму те имат една заклетва ја даваат, не знам дали сте ја слушнале. Таму извидникот, кога влегува тој одред, кажува: ветувам дека ќе дадам се од себе да бидам лојален на својот Бог, на својата црква, на своето семејство и на своите другари. Мислам дека така нешто гласеше. И интересно, оваа заклетва за лојалност не се однесува само на Бог. Таа заклетва на верност се однесува за Него, но во неја стои и кон својата црква ќе бидам верен. Ќе бидам верен и кон своите другари, кон своето семејство. И таа лојалност е во сите овие аспекти. Но како се покажува лојалност или како се проверува самата лојалност? Можам да кажам дека лојалноста се проверува често пати за време на криза и кога се бара од нас пожртвуваност. Во Изреки 17 глава, 17 стих вели: пријателот љуби во секое време, а во неволја станува и брат. Идејата на ова изрека е дека, да, пријателот покажува љубов, но неволјата ја проверува таа љубов. Во неволјата треба да биде уште поблизок. Во неволјата тој не треба да си замине и да не напушти. Ние очекуваме во неволјата тој да ми биде како брат. Тој да биде спремен да даде уште повеќе. Замисли, оти имаш многу пријатели, но кога ќе знаеш колку од нив ти се вистински? Денеска еве на Фейсбук можеме да се фалиме, ќе отвориш и велиш: имам 1700 пријатели, нели? Имам 2500 пријатели. Огромна бројка на пријатели. Но колку од нив се вистински пријатели знаеме кога ќе дојде моментот на неволја. Скоро разговарав со еден пријател, му се случи еден многу немил настан, еден тежок настан и тој вели: никој не ми се јави. Никој не ми се јави да ме праша како ми треба ли помош. Интересно, од толку многу пријатели, вели само ти, нели, се јави и ме праша барем, нели, како си ти требали. И очекуваме во такви моменти, оние што декларираат дека ни се блиски пријатели, очекуваме, нели, барем да реагираат, барем да ни се јават, да ни понудат помош. Па дури и ние денеска, еве, да земеме еден обичен пример. Некој кој што навива за одреден фудбалски клуб, нека е тоа Барселона или кој да е, ние велиме, тие се лојални навивачи на овој фудбалски клуб, тие се лојални на Барселона. Но како се приметува дали се лојални? Кога Барселона ќе почнува да губи. И кога тој човек, фан на овој фудбалски клуб, продолжува и понатаму да го поддржува, продолжува и понатаму да навива за нив и не се откажува, тој тогаш ја покажува својата лојалност, бидејќи останува верен дури во моменти кога губи.
дури во моменти кога не и оди баш најдобро нова фудбалска екипа. И таквата лојалност би треба да ја покажеме ние и кон црквата и кон нашите пријатели. Има еден пример за Вилијам Вилберфорс, кој што бил член на англискиот парламент и се борел против робството во 18 век. Во една прилика кога се обидувал да го истурка законот со кој што ќе се укине робството, во 1789 година тој предложил закон, но овој закон два пати паѓал затоа што немало доволно членови кои што ќе го изгласаат, кои што ќе го дадат својот глас. И кога требало да се гласа по трет пат, тој лобирал кај неговите блиски пријатели, членови на парламентот, и рекол вечерва на овој датум законот треба да се гласа. Непотребни ни се толку гласови, можете ли да ветите дека ќе дојдете и ќе го дадете својот глас? И тие му ветиле дека ќе бидат таму. Но се случило истата вечер да се одржи позната опера во Лондон и овие 12 членови кои што му ветиле заминале на опера наместо во парламентот. И законот не бил изгласан. Можете ли да си замислите ако овие членови решиле да бидат лојални и да дојдат во парламентот? Каков импакт ќе било тоа? Какво влијание? И колку значела во тој момент таа лојалност, кога треба да си таму и да дадеш поддршка. За жал, затоа што не биле таму, трговијата со робови продолжила. Затоа е важна таквата наша лојалност и кон нашиот Господ, но и кон нашата црква. Понекогаш кога најмногу и требаме на нашата црква, кога поминува низ тешкоти, нашиот став треба да биде: ова е мојата црква. Дури кога сме малку, ова е мојата црква, јас ќе останам таму. Дури кога мојата црква поминува низ криза, мојот Бог ме доведе тука во оваа црква и јас сакам да останам лојален на мојата црква. Јас сакам да бидам верен и да стојам зад мојата црква, да дадам се од себе. Ако можеби нема никој да се погрижи за ова работа, јас сум тука, ќе волонтирам. Ако можеби нема некој кој што ќе помага во чистењето или со деца и поминува низ тежок период, јас сакам да бидам тука, сакам да бидам лојален на мојата црква, бидејќи мојата црква секогаш стоеше позади мене. Кога мене ми беше најтешко, кога ми требаше помош, мојата црква е моето семејство. Мојата црква ме поддржува во се. Мојата црква е тука за да ми покаже љубов, грижа, поддршка и јас сакам да бидам лојален на мојата црква. И тоа е тој вид на лојалност кој што би требало да го покажеме кон нашиот Бог, кон нашата црква, кон нашите пријатели. И токму неволите или тешките моменти се прилика да ние покажеме колку сме лојални на Бог и на својата црква. Затоа прва проверка на лојалноста е во време на криза или кога од нас се бара пожртвуваност. Лојалноста се покажува или проверува и кога немаме никаква корист или добивка во одредена ситуација. И ќе го образложам тоа. Дори понекош можеби е на наша штета. Го дадов примерот со кучето на почеток. Знаете, реков кучето е лојално на човекот, можеби затоа што кучето не размислува колку човекот има пари, дали тоа е градоначалник во општината, дали е на позиција, можам ли утре некако да го тоа нешто уновчам, да го искористам. Додека ние луѓето размислуваме во такви рамки. Ние велиме со овој човек добро е да се биде пријател, држи го близо до тебе, затоа што утре може некаква корист да имаш од него, ќе ти се најде, нели ние викаме. Или овој човек е богат, него ќе го викнам на свадба, со него ќе пијам кафе, утре ќе ми затреба. Но лојалноста се покажува кон пријател, па и кон црква, и кон Бог, дури и кога можеби немаме никаква добивка, па понекогаш дури имаме и загуба. Еве, јас и Даниела спомнав дека прославуваме 30 години брак. И кога се склучува брачниот завет, оние што сте влегле во брак па и сте присуствувале, знаете која е она брачната заклетва или завет, кој што го даваме пред матичарот и велиме: ветувам ќе бидам со тебе и во добро,
но и во зло, и во здравје, но и во болест, во богатство, но и во сиромаштија. Замислете ако само овој првиот дел би го кажувале. Колку би бил сиромашен тој брак? Колку би бил, како да кажам, штур, празен? Замислете ако заветот би гласил: ветувам дека ќе бидам со тебе во богатство, но ќе те напуштам во сиромаштија. Ветувам ќе бидам со тебе кога си здрав, ама се разболиш, не сметај на мене. Ветувам ќе бидам со тебе кога си млад, ама кога ќе остариш, си одам. Каков би бил тој брак ако ние сме покрај партнерот само кога се ни врви добро? Или само кога имаме корис? Затоа Исус, ако читаме во книгата Откровение, 2 глава 10 стих, тој вели: биди верен до смрт и ќе ти ја дадам круната на животот. Во Мате 5 глава вели: блажени сте вие кога ве навредуваат и гонат и говорат лажно против мене, секакви лоши зборови заради мене. Овде Исус ја нагласува нашата лојалност кога решаваме да останеме на неговиот пат. Да го љубиме Исус и да не се откажеме од Него, дури и тогаш кога не гонат. Дури и тогаш кога ни исмеваат. Дури и тогаш кога заради Него страдаме. Во Македонија можеби, фала му на Господа, немаме такви ситуации да губиме куќа, семејство, животи, да не прогонуваат. Можеби најголемиот вид на прогонство е кој ќе ни исмејаат, ќе ни залепат некаква етикета, не знам, ќе те наречат нововерец, библијаш, ќе ти кажат. Но во секој случај овде Исус вели: да, ти твојата лојалност кон мене ја покажуваш и тогаш кога понекогаш е на твоја штета. Некој рекол: секој може да биде лојален кога има награди во изобилство. Биди лојален кога нема ветена награда или нема лична корист. Ставија лојалноста пред личната корист. И за жал имаме и во црквата понекогаш ќе дојдат луѓе и ќе забележиме, и верувам дека тоа го има во секоја црква. Тие се тука додека нешто се дели, додека има некаква корист. Сопругата на мојот пастор знаеше да ги нарече пакет христијани, бидејќи добиваа пакети, нели? И додека имаше пакети, нивната лојалност беше тука. Тие беа во црквата, но штом пакетите ќе испари хуманитарната помош, нивната лојалност исчезнува. Тогаш ќе најдат некоја друга црква која што па таа почнува да дели пакети. Тогаш таму е нивната следна лојалност. Трето нешто во кое што лојалноста се покажува таа се покажува или проверува кога конкуренцијата нуди подобри прилики. Или кога ти се појавува и некаков подобар избор. Денеска постојат и картички за лојалност и тоа ги има и кај нас сега стана модерни, ги има и за бензинските пумпи, ги има и за супермаркетите. И сега интересно, можеби ти си полниш гориво постојано на една бензинска и велиш тука има квалитетно гориво, но оваа другата бензинска па ти нуди картичка за лојалност и велат: ако па кај нас полниш имаш плюс 1 денар добивка од секоја литро гориво. Ова пак третата ти вели: ако кај нас полниш ќе добиваш и миризливо пакетче за во кола ќе си добиеш. Така да сите ти нудат нешто плюс и ти сега велиш: кај ми е, нели, поголемата добивка. Ако конкуренцијата ти понуди нешто повеќе, дали тогаш оваа компанија на која што си бил лојален ја оставаш и заминуваш кај конкуренцијата? Во Матеј 6 глава 24 стих се кажува: не можеме да им служиме и на Бога и на парите. Ние мора да одлучиме на кого ќе му бидеме верен и лојален. И затоа важно е да ние останеме верни на Бог дури и тогаш, или на нашата црква, дури и тогаш кога изгледа дека наеднаш конкуренцијата ти нуди нешто повеќе или подобро. Има еден пример за некој пастор кој што постојано посетувал некој стар сиромашен човек. И црквата се заложила за овој човек да му помага цело време секогаш кога ќе може. Тие редовно му носеле храна, затоа што човекот бил беден, не можел сам да се издржува. Редовно го посетувале, ако овој човек нешто е болен, пасторот со колата
ќе запали колата, ќе го однесе на лекар, и тие се грижеле за него во сите аспекти. И така со години, и во една прилика пасторот го прашал овој човек, рекол, ете, ние сме блиски долго време, те помагаме како црква, но ти никогаш не си изразил желба да дојдеш на богослужба кај нас во црквата. Зошто е тоа така? Што е причината? Зар не би сакал да дојдеш? Човекот се оправдал со зборовите, рекол, пасторе, сакам многу да дојдам, ама единствено што имам да облечам се моите искинати алишта. Ако би имал можеби некое убаво одело, за да не мора да се срамам, јас би дошол без проблем на црква. И пасторот што прво, нели мислите, направил? Решил да му купи убаво ново одело. Му купил панталони, кошула, сако и му ги однел и рекол, евете ги, следниот ден можеш да дојдеш на црква кај нас. Но следниот ден овој човек не се појавил на богослужба. И пасторот бил изненаден и збунет. Решил повторно да го посети и го прашал зошто не дошол на црква. Човекот му рекол, пасторе, кога го облеков убавото одело и панталони, толку убаво ми стоеше што си реков, па сега вака со ово одело можам и на концерт да отидам. И наместо во црква си отишол во конкуренцијата, таму каде што му се нуди нешто наводно подобро. Затоа е важно дали ние ќе останеме лојални на нашиот Господ, на нашата црква и тогаш кога може би изгледа дека конкуренцијата ни нуди нешто повеќе. Денеска имам богослужба, ама истовремено денеска доаѓа Мерлин и има концерт во Скопје, па мислам дека можам да отидам на концерт. Иако мојата црква постојано стоеше зад мене, некако ми звучи подобро. Или мојата црква е тука секојаш зад мене, ама слушам дека во другата црква дава денеска пакети, па можам да отидам таму. Дали сум лојален на мојата црква, на моите браки и сестри, на моите пријатели, се додека конкуренцијата не ми понуди нешто повеќе? Веројатно ќе препознаете оваа личност. Амди Байрам, кој што веќе е починат, кој што беше на политичката сцена во Македонија и беше предводник на, мислам дека беше на Ромската партија. Интересно беше што тој беше дал една изјава кога беше дел од партијата која што загуби и тој веднаш тогаш прејде на другата страна. Не ми е целта политика да промовирам, но сакав да го искористам како пример. И тогаш кога го праша новинарите, нели, зошто тој прешол од едната во другата партија, тој ја даде изјавата, зошто да останам на брод што тоне? Јас немам намера да бидам со партија која што губи. Секогаш јас преминувам на партијата што победува. И тие го праша, што ако и таа партија губи, па вели, ќе напуштам и неа. Така да беше интересно што во овој случај размислувањето на оваа личност е, ќе бидам со одредена група или со одредени луѓе се додека не добиам подобра прилика. Тука сум додека таа партија, додека таа организација оди напред, кога ќе видам нешто подобро, ќе ја сменам. Дали ние така размислуваме кога станува збор за моето чекорење со Бог, со пријателите и со мојата црква? Лојалноста, вели, јас ќе бидам со тебе, без разлика ако конкуренцијата ми нуди нешто добро, подобро. Понекогаш на времето, сега може би не толку, имаше малечки маркети, оние продавнички во малата, не знам дали се уште во Скопје има такви. И дури интересно, многу од тие продавнички се случуваше да може да ти дадат да си земеш нешто и на пишанка, ние велиме, и кога платата не ти стигнала, кога уште немаш пари, ќе отидеш и ти рече, нема проблем, ќе те запишам, се знаеме, ние тука сме, блиски сме. И со тоа нешто ние покажувавме благодарност, бидејќи пазаруваме редовно во таа продавничка. Тие ни прават одстапка и сакат да бидеме нивни редовни, лојални купувачи. Но што се случи подоцна? Ги отворија големите супермаркети и ние ги забравивме тие малите продавнички и одиме во нив. Иако ова продавничка секогаш ни излегувала во пресрет. Иако ова продавничка ни нудила
разбирање и толеранција и тогаш кога сме немале пари. Затоа, ова е еден пример на лојалност кога ние решаваме да бидеме лојални кога конкуренцијата ни нуди нешто повеќе. Лојалноста исто така се покажува и кога не постои барање или уцена за верност. Зошто е ова важно? Има една изрека, вели, лојалноста која што е купена со пари, може да биде уништена со уште повеќе пари. И често пати одредена лојалност се должи на тоа што може би некоја личност е уценета да биде лојална. Бидејќи нема избор. Кога гледаш дека некој човек е постојано со одредена, може би, партија, со одредена организација, може би затоа што му е кажано мора да играш така или, ако е поинаку, следуваат репрекусии. Има еден виц, една шега, во која што се зборува дека се сретнале председателот на Америка и председателот на Русија, денеска тоа би биле Трамп и Путин, и сега разговараат околу тоа кој од нив има по-лојален телохранител. Стојат на еден висок мост, до нив се телохранителите, и Трамп вели, мојот телохранител е толку лојален, што е спремен да го даде животот за мене. И се свртувам кон него и вели, фрли се од мостот за мене, ако си ми лојален. Телохранителот вели, господине председателе, јас сум ви лојален и ве почитувам и ве сакам, но знаете, јас не можам да се фрлам затоа што истовремено јас имам и семејство, имам жена, имам деца и ги сакам и нив. И не се фрлил телохранителот. Се врти рускиот председател кон неговиот телохранител и вели, ако си ми лојален, фрли се од мостот. И овој се фрла, скока од мостот, но за среќа останува жив, повреден, но жив. И Трамп воодушевен го прашува, вели, ти се чудам на лојалноста, на што се дължи твојата лојалност кон председателот? Тој вели, па знаете, и јас имам жена, деца. Така, немам избор, морам да се фрлам. Сега, може да заклучите дека ова лојалност, барем во вицот, се должи на уцена. Ако не се фрлиш, мисли моја, имаш жена, деца. Дали нашата лојалност кон нашиот Господ е таква, затоа што се чувствуваме уценети, ако јас не сум со Господ, ќе одам во пеколот, подобро да сум со Господ? Или се должи на нашата благодарност кон тоа што Тој го направил за нас? На што се должи твојата лојалност? Дали твојата лојалност кон црквата се должи на тоа, ако не одам на црква, ќе запре помошта од црквата кон мене? Или се должи на тоа што црквата си ја препознал како твое семејство и знаеш дека оваа црква направила се за тебе, знаеш дека оваа црква никош грб нема да ти сврти и велиш, јас сакам да бидам лојален на оваа црква. Сакам да бидам дел од оваа црква и да дадам се од себе, се што можам за оваа црква. Овде на сликата е Давид заедно со гетеецот Итај. Ако читаме за цар Давид, имаше една прилика кога цар Давид, неговиот син Авесалом се сврти против него, тој направи пуч и го симна цар Давид од власт, барем за известно време, и Давид мораше да бега. Давид во тој случај, иако цар, остави сет за себе и не можеше да понуди ништо. Тој веќе не беше цар, беше човек во бегство. Со него останаа само неговите најблиски, најлојални војници, неговите телохранители. Но со него реши да дојде и гетеецот Итај. Иако тој не беше евреин и беше платен војник, и Итај не му должеше ништо на Давид, дури Давид и не можеше ништо да му понуди. Давид не можеше да го уцени со ништо, не можеше да каже тешко тебе ако ти сега не останеш со мене, да знаеш дека главата ќе ти ја сечам. Давид беше во бегство, не можеше ниту нешто да му понуди, ниту да го уцени. Па сепак Итај побара да остане со него. Затоа овде
Итај беше пример на лојалност кога ние немаме никаква добивка, пример на лојалност кога не сме уценети, а сепак сакаме да останеме со оној на кој што сакаме да сме лојални. Затоа таков вид на лојалност треба да покажуваме и кон нашиот Господ, па и кон нашата црква или пријатели. Не лојалност која што зависи од уцена, која што тешко тебе ако ти не си со мене, тешко мене ако јас не го следам мојот Господ. И тоа не води кон последното, петото нешто, поврзано со лојалноста. Ако лојалноста не треба да биде условена или уценета и не треба да биде таква лојалност, тогаш каква треба да биде? Лојалноста треба да е израз на благодарност и покажана љубов или добиена љубов и лојалност и пожртвуваност од другата страна. Не знам за останатите луѓе, но верувам дека и вие сте во таа група и ќе се сложите со мене. Причината зашто јас решавам да бидам лојален на мојот Господ, иако може да кажеме, да наведеме и други нешта, може да кажеме и тоа е вистина, ако не сум лојален на мојот Господ ќе завршам во пеколот. Ако не сум лојален на мојот Господ, животот ќе им биде мизерен. Но примарната причина зашто сум лојален на мојот Господ е затоа што јас од него сум ја искусил сета љубов, пожртвуваност и верност. И кога вие тоа ќе го искусите, вие немате причина да не бидете лојален на Господ Исус. И ова многу добро го знаеме сите ние кои што може би сме го искусиле обратното. Знаете, кога најмногу не боли, кога некој не ни е лојален. Се случува, нели, многу луѓе да не се лојални на нас како пријатели. Но за кои луѓе најмногу не боли ако тие својата лојалност ја погазиле? Знаете ли за кои? Оние луѓе во кои што најмногу сме вложиле. И често пати кога ќе седнеме на некого да се жалиме, шо велиме? Абе, се направив за него, се. Сум трчал како лут, ноќът ќе ми се јави во 12 часот. Кога ми било тешко, сум вадел од джепот пари, сум му помагал. Сум го носел со кола до ваму. Сум бил на сите негови прослави. Се направив за него, се. А тој шо ми направи? Ми заби нож во грбот. И нели тоа најмногу не боли? Не боли кога за некого се сме дале, се сме направиле. Што се не сме правеле за таа личност, и таа личност во може и моментот кога најмногу ни требала, заминела. Кога сме очекувале таа личност најмногу да не подржи, лојалноста испарила. Зошто најмногу не боли кога таа личност не изневерила? Знаете ли зошто? Бејќи ние очекуваме дека природно е лојалноста да биде возвратена со лојалност. Природно е ако ние за некого сме дале се, да очекуваме и тој да покаже иста таква лојалност. Затоа реков на почеток, нашиот Господ Исус даде се за нас. И тоа е неспорно. Пишува дека тој, иако беше еднаков со Бог, тој го остави небесниот престол, стана човек и стана понизен или послушен, и тоа се до самата смрт на крст. Пишува, нема поголема љубов од таа да го дадеш животот за својот пријател. И Исус го направи тоа нешто. Исус пишува за нас, пишува дека тој ќе остане до крај, до самата смрт. Пишува до самиот крај. Пишува дека и ако другите не остават, Бог нема да не остави. И сето ова се всушност описи на лојалноста на нашиот Господ кон нас. И ако тој покажал таква лојалност, ако тој дал се за тебе, ако тој одлучил никогаш да не те напушти и вели ќе бидам со вас до крајот на светот, ако тој одлучил цело време, секогаш кој ќе го побараш да ти одговори, секогаш да е тука за тебе, неговиот телефон секогаш да е достапен кој ќе свртиш на неговата линија, зар не заслужува тој ист вид на лојалност од тебе? Зар не заслужува од нас да ја покажем истата лојалност? Понекогаш, за жал, го изневеруваме. Може би затоа најмногу болеше бакнежот на Јуда. Бидејќи Јуда беше помеѓу 12 апостоли
и тој ја беше искусил љубовта Христова, лојалноста, верноста Христова, и Христос отиде на крстот за сите, па и за него, но Јуда го изневери. Јуда реши да го изневери тоа со бакнеш. Затоа е важно да покажеме лојалност, која што е израз на благодарност на љубовта што сме ја добиле од другата страна. И најголемата љубов што ни е дадена од другата страна е сушност од нашиот Господ Исус Христос. Токму таква лојалност можеме да видиме од негова страна. Ние имаме многу пријатели, но вистинските лојални пријатели, оние најскапоцените пријатели се оние кога се тука покрај тебе, кога си во криза. Кога не отстапуваат од тебе, дури и кога немаат лична корис. Кои што не отстапуваат од тебе, дури и кога другите ќе си заминат. Такви пријатели многу ни значат. Не ни требаат пријатели кои што веднаш штом ќе дувне друг ветер те забораваат. Или не ни требаат пријатели кои што кога ќе им падне секирата во мет веќе ги нема, исчезнуваат. Нас ни требаат пријатели на кои што можеме да се потприме. Онака како што кажа Изрека 17 глава 17 стих, каде што се вели пријателот љуби во секое време, а во неволја станува и брат. Ако имаш такви пријатели, тогаш си богат човек. Цени ги и немој да ги загубиш. Ако имаш такви пријатели, возврти им на ист начин. Немој да ги изневериш со твојата нелојалност. Ако си мислиш, јас такви пријатели немам, верувај дека имаш барем еден таков пријател. Сигурно знаеш кој е тој. Господ Исус. Имаме една песна, сигурен сум дека и тука е пеете. Ја знаете ли песната? Каков пријател е Исус? И оваа песна токму го опишува Исус во таа негова лојалност. Каков пријател е Исус, колку скапоцен. Тој е тука секогаш за мене. Тој е оној пријател кој што никогаш нема да те остави. Тој е оној пријател кој што направи се за тебе и за мене, а веруете, немаше никаква корист од нас, а сепак не љуби. Не се откажа од нас, не престана да не љуби, дури кога му беше најтешко. Дури кога требаше заради тоа да ја плати цената со својот живот, тој не престана да не љуби. И не престанува да се застапува за тебе, дури и кога е на небото, на тронот. Затоа тој е најверниот пријател. Ако немаш такви пријатели, понекогаш ние знаеме да се жалеме, имаме една пријателка која што знае секојаш да се жали и да дојде да каже: мене никој не ми се јавува. Никој не ми се јавува, никој не се сетил на мене. И обично ние прашуваме, велиме: а ти си се јавила или на некого? Па и јас немам јавено на никого. И често пати ние очекуваме нели само од другата страна. Очекуваме некој мене да ми се јавува, некој мене да ме посети, мене некој да ми помогне. Па ајде, прави го ти тоа што очекуваш другите да ти го прават. Ако немаш ти лојални пријатели, биди ти на некого лојален пријател. Биди ти оној за кој што ќе можат луѓето да се пофалат и да кажат: тој човек секогаш ми се јавува. Тој човек никош не ме заборавил. Секогаш ме посетува. Секогаш кога ми е тешко, тој е прв што ќе ми понуди помош. Секогаш е лојален пријател. Биди ти таква личност за која што луѓето кои ќе зборуваат, една од клучните особини кои што ќе ја истакнат за вас, ќе кажат: тој е најлојалниот пријател што можеш да го имаш. За луѓето да се тепаат да им бидеш пријател, да кажат: јас сакам со овој човек да бидам пријател. И јас сакам со оваа сестра, со оваа жена, сакам да бидам пријател, бидејќи знам дека оваа жена, оваа личност или овој маж, знам дека е човек кој што е со таков интегритет. Ако тој ти е пријател, тој е лојален и е до крај. Таквата лојалност треба да ја покажеме кон нашите пријатели, како што велеше заклетвата на кралските извиници, кон мојот Бог, кон мојата црква, кон моето семејство, кон моите другари. Во сите аспекти луѓето нека не знаат како човек кој што е лојален. Таму каде што тој решува да ја понуди својата
своето пријателство, својата верност, нека таа биде во ваква форма, безусловна, нека биде без уценување, нека биде во знак на благодарност кон нашиот Господ, нека биде постоен. Бог нека ни помогне да бидеме луѓе со една таква лојалност која што ќе биде видлива и препознатлива кај сите луѓе. Амин. Амин.